Македонија и Соединетите Американски држави ја зацврстуваат соработката, унапредувањето на безбедносното и одбранбеното сојузништво, дигитализацијата и енергетската стабилност беа во фокусот на средбите, што македонската владина делегација ги оствари во Вашингтон. Во рамките на втората сесија од стратешкиот диалог со САД е потврдена определбата за продлабочување на стратешкото партнерство и реализација на конкретни проекти. Македонија направи стратешки чекор кон енергетска стабилност. Министерката за енергетика потпиша договор со Вашингтон за снабдување со природен газ. Бидејќи до сега имаме само едно поврзување со Бугарија, се работи на интерконекторот со Република Грција, понатаму ќе се поврземе и со Република Србија, што значи дека ќе бидеме и транзитен центар и ќе може да купуваме американски LNG. Станува збор за американска инвестиција, односно ќе дадат $5 милиони за Антимон. Македонија, односно Министерството за внатрешни работи, добива поддршка од околу $3,5 милиони од Соединетите Американски држави, кои што ќе бидат насочени особено во делот на граничната полиција и борбата против тероризмот и транснационален организиран криминал. Освен што договараме на сеопфатен меморандум за соработка помеѓу двете држави во овие две области, можам да кажам дека понатаму ќе продолжи поддршката на владините институции, главно во изградбата на владиниот центар за одговор на сајбер инциденти, опремувањето, хардверот и софтверот во оваа смисла, но и заштитата на сите критични системи. Според премиерот Христијан Мицкоски, со стратешкиот диалог помеѓу Македонија и САД се отвараат нови можности за инвестиции, енергетика, безбедност и дигитализација. Добро е да се спомене и фактот дека ние сме првата држава од Европа која што има ваков стратешки диалог на вака стратешко ниво. Ние имаме усогласена заедничка изјава кога станува збор за царинските тарифи. Истата е потврдена. Потврдени се некои други инвестиции кои што доправа ќе следат. Ова е прв диалог во рамки на стратешкото партнерство со Соединетите држави по пауза од 4 години. Скопје и Вашингтон ја потпишаа декларацијата во 2008 година, непосредно по НАТО самитот во Букурешт, кога Македонија поради грчкото вето не стана членка. Соединетите држави имаат ваков вид на партнерство со само уште неколку земји во целиот свет.